На 20 април годинава Советот на град Скопје ја одржуваше 9-тата седница. При крајот дојде ред да се закаже и седница за советнички прашања. Тие сесии вообичаено се најдобра шанса советниците да побараат и да добијат одговор од градоначалникот. Предложивме 2 термини до кабинетот на градоначалник, ќе се надам ќе добиеме одговор. Четвртоците се 5 или 12 мај. Председателот на Советот на Скопје кој ги предложи термините, Трајко Славески, е кадар на ВМРО ДПМНЕ. Терминот за одржување на седницата за советнички прашања падна на 11 мај, бидејќи следниот ден, на 12 градоначалничката Данела Арсовска требало да патува надвор од Скопје. Но и на договорениот датум Арсовска не дојде. Не само што опозицијата не доби шанса да поставува прашања, туку и председателот на Советот кој доаѓа од партијата што застана за нејзината кандидатура за градоначалник, беше ставен во непријатна позиција. Градоначалничката не е тука, дали имате информација дека градоначалничката ќе дојде, нема да дојде, тоа сакав да прашам. Господите градоначалник е уредно поканета, немам информација во врска, мислам нема информација дека нема да дојде. Ја очекуваме. Во ред, тогаш да замолам за 5 минутна пауза доколку може некој од кабинетот да ни каже дали ќе дојде или не. Опозицијата на крај ја напушти седницата, а на јавна сцена се засили впечатокот дека комуникацијата и односите меѓу ВМРО ДПМНЕ и градоначалничката Арсовска не се на завидно ниво. За 360 степени, Арсовска вели дека советниците требало да знаат дека на закажаниот датум била на судско рочиште за тужбата што ја покрена против портпаролот на СДСМ Дарко Каевски. И самите советници верувам има информација и го знаат тоа однапред. Не можев да присуствувам затоа што законски бев задолжена да бидам на друго место, односно имав судско рочиште. И од таа причина нормално во моја замена беа тука представниците на градот, исто така и представниците на јавните предпријатија, на установите и директорите на училиштата кои што практично имаа потреба на тој ден, односно има обврска на тој ден да ги одговараат советничките прашања. 360 степени разговараше и со Трајко Славески, човекот кој требаше, но немаше информација зошто ја нема градоначалничката на седницата што тој ја закажа. Неколку дена понастанот рече дека не требало да се прави проблем од неприсуството на градоначалничката, бидејќи и така многу одговори се барале во писмена форма. Мислам 90% од нив, кога ќе излезат на говорница, дали се од позиција или опозиција, барат на писмено да ги добијат одговорите, така што мислам дека не треба да се прави проблем од неприсуството на градоначалникот Арсовска. Можеше да се добијат и директни одговори на седницата, а секако имаме голем број на прашања чии што одговори се во подготовка. Иако Славески јавно не беше критичен кон Арсовска за конкретното прашање, неколку неодамнешни настапи на негови сопартици креираа перцепција дека ВМРО ДПМНЕ се дистанцира од градоначалничката на Скопје. Во гостувањето во 360 степени, подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски доби прашање за најавата на неговата партија дека ќе го блокира собранието во контекст на слично сценарио во град Скопје. Не одговори дека тоа би било безпредметно. Може ли СДСМ и ДУИ сега да кажат, да речеме, го блокираме Советот на град Скопје затоа што Данела Арсовска е катастрофа за Скопје? Тоа е легитимно на една опозиција, во моментов се тие опозиција. Разликата помеѓу локалната самоуправа и централната власт е што во локалната самоуправа нема можност за предвремени избори за градоначалник, освен, не дај Боже, ако има сам се нешто несакано. или нешто друго се случи. И лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој неодамна гостуваше во Топ тема, одлучи да не ја брани Арсовска кога почна да добива критички прашања за нејзиното досегашно работење. И верувате дека Данела Арсовска не ви губи гласови? Со нејзиното, по мене, неработење. Данела Арсовска е кандидат која што дојде како независна ВМРО ДПМНЕ во рамките на кампањата ја поддржа, како што ја поддржа и други политички партии. Сем преваруваше со бројчето 82. Точно сме ја поддржале, немам дилема и секој сториме да направиме нешто за Скопјани, да Скопјани имаат подобар живот. Меѓутоа, да не цитирам сега, нема 250 нови автобуси,
го бара ќосето назад, дека нема одржано пресконференција, не е транспарентна, излегува само на еден портал. Тоа ве молам. Тоа со Данела ќе се викнете на емисија, ќе ви даде одговор или ама ако сте дале поддршка, очекувате за возврат и нешто да направи. Няма, да одговорам за незе, зошто не одржала пресконференција или како што ја викате таму не била транспарентна. Дали треба да си упатите прашање кај Данела Арсовска. Ние упатуваме, не одговара за тоа. Ја можам за ВМРО да ви кажам и за мене. Мислам дека секогаш сум бил на располагање. Дури и Славевски, кој вели дека нема причина да не е задоволен од работата на Арсовска, за 360 степени прифаќа дека градоначалничката треба да е потранспарентна. Мислам дека можеби малку треба да поработи повеќе на представувањето на своето работење во јавноста, затоа што се согласувам, перцепцијата е многу битна и некогаш може да пропуштате нешто што ево јавноста го сваќа вака или онака. Критики доаѓаат и од новинарската заедница за отсуство на пресконференции на кои би можеле лично да постават прашања. Во петокот, на пример, градоначалничката го прослави празникот на пожарникарите без медиуми, спротивно на досегашната пракса. А дека немаат пристап до информации, не само поради пропаднатата седница за советнички прашања, се жалат и од најголемата опозицијска партија во градскиот совет. Нашите одговори најчесто ги бараме во устна форма, за да ги слушнат и граѓаните, заради тоа што некој од нив може и не прати. На писмено поставените прашања добиваме делумни одговори, а на некои прашања и не добиваме одговори. Од 10 март до денес, јас на едно советничко прашање упатено до градоначалничката се уште немам добиен одговор. А тоа беше кога ќе го реализирате вашето предизборно ветување да ги субвенционирате таксистите и приватните превозници за набавка на еко автомобили. Арсовска не ги прифаќа критиките, не гледа потреба од постојано одржување пресконференции за работи за кои смета дека не се доволно важни за јавноста. Во секоја една можност кога тоа било побарано од новинарите сме одговарале на прашањата доследно затоа што сакаме јавноста да е информирана, а исто така и секојдневно испраќаме минимум, јас мислам, по 4-5 соопштенија за да бидат доследно сите информирани за што е оно што се случува во градот. Градоначалничката Арсовска вели и дека се смета за непартиски човек, до кого не допираат поединечни ставови изнесени во јавноста. Нема јас што да гледам или што да знам, она кое што го гледам, токму онака како што ви кажав, се транспонирани за она кое што советот тука го прави. Јас не сум политичка личност, ниту сум партиска личност, не сум била, ниту имам таква нека определба во овој момент, така да нема зошто да ме засегаат поединечни работи или мислења кои што некој би сакал да ги нафрли во јавноста. Она кое што е важно за нас е компактноста која што ја имаме од аспект на политиките кои што треба да се носат, а се во интерес на граѓаните, ги гледаме низ она кое што советот го носи на своите седници. Ако говориме за дистанцирање во наводници, и јас тоа го праве во изборната кампања, вели Славевски. Сепак неговиот одговор не е во контекст на евентуално партиско дистанцирање од Арсовска, туку како контролор на нејзината работа. На секој митинг, нели, во присуство на господјата Арсовска, кажував, тоа можете да го проверите, дека ние, советниците, ќе бидеме поддршка на градоначалникот, но и нејзина контрола. Ние не сме совет и мислам дека јас сум среќен што така досега функционираме, што не сме совет кој што само дига рака без никакви поставувања на прашања и така натаму. Мислам дека сме во насока солидно да извршуваме својата функција. За разлика од Славевски, опозицијата во Советот нема причина да бира зборови на оваа тема. Според советничката Љубица Јанчева, постои одредено дистанцирање меѓу Арсовска и партијата што ја поддржа на локалните избори. Од тука не е чудно во догледно време да истите да се разидат, да не комуницираат, што е неодговорно и од двете страни, и од страната на ВМРО ДПМН и од страна на градоначалничката, а тоа е доказ за лошите кадровски понуди кои што ги направила ВМРО ДПМН, тоа е доказ за едно лицемерие кое што е една од карактеристиките на ВМРО ДПМН како политичка опција. Сепак, барем јавно, досега нема отворен судир на релација Арсовска ВМРО ДПМН, кој неповратно би ги влошил односите. Ако тоа се случи, нема да биде прв пат во главниот град. Иако не беше идентично сценарио, Трифун Костовски во 2005 година стана градоначалник на Скопје како независен кандидат и првично ја имаше поддршката од ВМРО ДПМН во Советот. Во 2009, кога заврши неговиот мандат, беа во отворена политичка војна.